Направив некоја статистика за изминативе денови по однос на амандманската расправа што се води во Комисијата за финансирање и буџет. Значи, денес е 5-ти ден од амандманската расправа, поминавме вкупно 25 амандмани, од нив 3 се повлечени, 22 одбиени. По моја предпоставка, овој амандман 23-ти поред ќе биде одбиен, со оглед на тоа што со ребалансот на буџетот за 2017 година предвидени се 45 милиони денари помалку за технолошки индустријски развојни зони во Република Македонија. Што се однесува до владата на ВМРО ДПМН, морам да истакнам дека основа 14 технолошко-индустријски развојни зони распределени на територијата на Република Македонија, со што се овозможи влез на странски инвестиции во сите делови на земјата и се поттикна рамномерниот регионален развој. Тие 14 технолошки индустријски развојни зони се Тирс Скопје 1, Тирс Скопје 2, Тирс Штип, Тирс Тетово, Тирс Кичево, Тирс Прилеп, Тирс Гевгелија, Тирс Струмица, Тирс Ранковце, Тирс Струга, Тирс Радовиш, Тирс Виница, Тирс Берово и Тирс Делчево. Во нашата програма имавме предвидено да продолжиме со основање изградба на Тирс Скопје 3, како и основање изградба на уште најмалку 4 тирзови, и тоа планот ни беше Куманово, Липково, Гостивар и Маврово и Ростуше. Исто така морам да истакнам дека како резултат на успешното работење на тирзовите во Република Македонија, Тирс Скопје 1 и Тирс Скопје 2 беа вброени во топ 50 светските зони на еднината од страна на угледниот FDI магазин. Ова треба да биде само дополнителен мотив за колегите од власта да продолжат да ги развиваат технолошко-индустријските развојни зони, се со цел да имаме забрзан економски раст и развој на домашната економија. За крај морам да го споменам Леар. Тоа е единствената фабрика во Гостиварско што се отвори во изминатиот период. Се работи за американска компанија од автомобилската индустрија, производител на седишта, електрични системи и механизми за седишта. Овој објект после пробното производство беше првично во Гостивар, меѓутоа од втората половина на 2016 година Леар работи во производствен погон во Тирс Тетово. До сега има вработено 1300, а планира да се вработат вкупно 2500 луѓе. Доколку колегите од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата сметаат дека за Гостивар не е потребно да се вложува во развој на економијата и во отварање на нови работни места, тогаш останува само на јавноста да следи како тие ќе гласаат по овој амандман и за жал да се стрпи. Ви благодарам.